Нема проблем, емисија во живо, се клати. Зов, нема да те персирам, се извинувам поради тоа, многу пријателски, така и те чувствувам. Може би и ти се додворувам, тоа е нормално, Бил Гейтс кој ќе дојде, он не е научен некој реално да. А ти си у моментов, драги мои, знаете што, Зов, ако треба да го перцепирате каков гостин е, што е гостин, он е во најмала рака, мене ми требаше малку бев деконцентриран пред да дојде, он ме примети, ми вика да не си нервозен, сакав да го дефинирам некако, да ви го представам. Значи, Зов е у моментот најголемиот медиумски могул во Македонија. Не со тие куршуми. Сега, сори, дечки, се фати. Зошто? Најголемиот дел од следење, читање, гледање и така натаму на медиумите се одвива на интернет. Зов со неговите партнери, неговиот партнер се извинувам, се наметна овие години, во Македонија постојат два агрегата за вести. Но, три, да речеме, добро. Но, и тоа е Грит. Знаете дека го користам секоја вечер и не е тоа нешто посебно. Она што е посебно, шољава нивна, убаво ќе покаже, ова се нивните веб страни. А тоа е Макфакс, А1, Репортер, Македоника, Топ Спорт, УСБ и така натаму, страници и скоро ги покрија со портали на сите оние главни теми кои им се најинтересни. И многу ми е интересно, иако се договаравме поинаку почетоков, но експанзијата која ти се случува, ти беше овдека гости во февруари месец. Од февруари до ова, толку промени се случија. Значи, ја не паметам медиум, кога македонските телевизии беа во најголем, како да кажам, во најголема експанзија, например, кога почна А1, кога почна Сител, кога почна канал, олку брзо и олку големи промени немало. Втора работа, Зов, ти стварно создаде една империја, можеби не се чувствуваш, не се гледаш така, но ако ја размислам и не сакајки, колку пати јас сум ти дал клик у дено, па ти си навистина медиумскиот могул. Кога ме интересира за мобилен, чат пат, пак сум кај тебе. Кога ме интересира политика, не можам да те утнам. Кога ме интересира нешто друго, не можам да те промашам. Но, уште не ти давам збор. Прво, задолжение ми е газдата мој, собственикот на телевизијата, се вика Георгија Ѓорче Танасовски. Живе и работи во Флорида, човекот си ја сака земјата. Издаде книга. Сакам да ти подарам примерок од книгава. Благодарам. Благодарам. И уште нешто. Јас да ти се заблагодарам, бидејќи фејлтонот што го објавував на Томислав Гошевски за неговите авантури, го објави како книга на Македоника. А Македоника е портал каде што бесплатно, твој портал, каде што го направи од љубов, од желба, од некоја позитивна мисла и така натаму, како и да е, непрофитен портал за библиотека, онлайн библиотека за книги. И знам дека немаш никаков проблем. Во овој момент, ако гледаш дека овдека е V-трансферот, ја даунлодирав книгата во PDF формат и сакам да ти ја подарам. Напишена е на македонски и на англиски и знам дека нема да има никаков проблем да ја објавиш, бидејќи оваа книга хардкопи ја поделивме на многумина, се јавуваат, значи наши од секаде од светот бараат копија електронска и мене ми тегна на тера. За неколку дена ќе ви да објавам. Ете. Супер. Види, вака како трне, ја мислам дека џабе дојдов, мислам, не знам што да кажам. Како иде со Македоника? Види, морам да те прашам за Македоника затоа што одскокнува од се она што е мејнстрим во електронските медиуми, затоа што е крајно непрофитно, а е значено исто како да е задужбина на оваа земја, на културата на оваа земја. Па вака тоа е една резултат на трудот на неколку навистина посветени
Него компјутерот може да ја видиме, ете. Ентузијасти што решија наместо манастир да прават како некои други, да направат една ваква електронска библиотека со преку 1000 наслови во овој момент и сите бесплатни. Таа е најголема 1000 наслови. Да, преку 1000. Преку 1000 наслови книги кои можат да се прочитаат. Поделени по жанрови, по години, кога со, значи од Свети Климент, од Црноризец Храбар до ден денешен. Имаме повоени автори, имаме лектири, имаме бестселери, имаме се. И ова вие го направивте, ова не е државен тендер, ова не е Министерство за култура, ова сте вие од ГРИД? Да, не од ГРИД, мислам тоа е една мала, не толку млада група на луѓе посветени на ова и ова е еден легат на нашите професионални, вака да кажам, кариери, што да оставиме позади нас на општеството. Затоа што се соочивме нели последниве 10, 15, богами 20 години со генерации кои се тотално отуѓени од книгите, не се чита воопшто, се читаат само нели статуси на Facebook и си ставивме една задача ние тие навики читателски да ги вратиме и да ги поттикнеме пишувачките навики. Затоа имавме два големи проекта, едниот поддржан од УНЕСКО дури, каде што промовиравме пишување и читање кај младите. Имаше исклучителен резултат и денеска со гордост може да кажеме дека имаме преку 42.000 редовни читатели. Значи тоа е чекај, тоа регистрирани, да, тоа НУП нема толку сега, да кажам. Да, но дури... ова збори дека вашите корисници, нашите луѓе, така, наши луѓе, дека ги интересира, дека се чита книга на мобилен, на таблет, на компјутер. Да, и можам да кажам повеќе дека се чита, например, повеќе читаме од грците, од хрватите, така, тоа се некои интересни параметри. Освен романи и ова, така ми интересира, дали лектирите се присутни тука и дали има интерес за нивните? Да, имаме преку 80 лектири за средно и за основно со регулирани. Тоа не е воопшто лесно да регулираш ти авторски права. Дури со регулирани права? Да, сите се со регулирани. Сите, па ги бараш наследниците, па внуците на овој, па овој некел да потпише и така. Тоа е еден макотрпен пат што го изудуваме во позадина, меѓутоа на фронтендот сепак е секоја чест. Значи, Зов, сега да го завршам интервјуто, јас сум благодарен што дојде и само за ова. Да не збориме за друго. План да збориме. Знам, затоа сум јас Јанко Јади Бурек, све се договара со мене и те плескам со друго. Џабе. Значи, не можам да опишам колку сум благодарен и колку ми е значајна оваа страница, затоа што и сам себе се фаќам дека ми е се потешко навиката на мобилен или на таблет да читам PDF формат и така натаму ми е, не знам, едноставно веќе навика се стекнавме, а новиве генерации исто не држат хард копи. Важно е да се чита, не е важно од што. И тоа е добро што, ете, ова се завршува, се надевам дека утре и комерцијални работи ќе можат. Ја, знаеш што сум видел? Купувам книга од една од овие, не знам, им викам вака, еве ви пари. Не ми треба хард копи. Дај ми го PDF форматот. Исто и мене ми се случувало. Дај ми го PDF форматот, џабе ми ја ставаш дома, ќе ја загубам. Дај ми да ја немаме ово. Па ние ги викаме прашино збирачи веќе овие книги што се у полици, нели? При секое селење 2 тона книги секој шета џабе. Така, добро. Значи, почитувани гледачи, книгата на Ѓорѓе, подај ми само да ми ја покажам. Значи, книгава која уште можете да дојдете во телевизија и да си подигнете примерок, донесете си лична карта, подпишете си, ќе си добиете примерок, но вие што сте во некоја друга држава, во некој друг град, во некој друг континент, не можам да ви испратам примерок, не можам да идам во пошта, не можам, знам, сето тоа е во ред, но еве ви овозможуваме преку Македоника оваа книга да имате на располагање, Македонска империја, и за неколку дена, штом тоа биде, ја ќе го презентирам во емисија, Facebook, така натаму. Океј, а сега идеме за главните работи, режија да се вратиме назад во студио.
Грит апликацијата е темелот и столбот на вашиот медиумски конгломерат. Дури имавте и една кампања баш тогаш во тоа време дека навистина можевте да си дозволите само тоа да покажете колку сте моćни и колку многу сте присутни кај кажи ми како се денеска статистиките на производство на вести, на читање на вести, на користење на Грит апликацијата и така натаму. Да, прво не би рекол дека е столбот, затоа што сепак столбот на новинарството нели се новинарите и контентот, тоа е содржините што го. И тоа Грит е еден олеснува сушност како да се дојде до вистинската информација. Грит нема вработено луѓе, Грит е вештачка интелигенција, алгоритми и така натаму, се тоа спакувано во некои сервери во што стојат во Германија и на тој начин се дистрибуираат тие вести. Она што статистиките што велат? Статистиките велат дека да почнеме од тоа што дека во Македонија на пример се произведуваат, имаме статистики ние на самиот Грит, 5,5 до 6.000 вести дневно. Значи сите тие ние што сме ги лоцирале во моментот 216 медиуми во Македонија, ние ги мониторираме, да кажам сега, некој таков поедноставен збор. И всушност тие ги доближуваме до секој читател. Например, ќе се појави се за детето, site.mk, така некој си седи у Богданци, си направил сајт, како тој да го промовира. Значи, ние им помагаме на малите сајтови, што не е случај со другите агрегатори, што се многу рестриктивни. Ние имаме 216, например, агрегирани извори. И со тоа сме горди, затоа што нашиот агрегатор, ИСТ, во Бугарија има 196. Значи, во Бугарија има помалку медиуми не во Македонија. Че е некои од показателиве, зашто стварно се трудат македонциве, не само новинари, има многу ентузијасти што сакаат да имаат вебсайт, да имаат блог и така натаму. Исто за пофалба е дека македонските сајтови, како сајтови, се поквалитетни, а можам словно да кажам најквалитетни во регионот. Значи од Истанбул до Виена најквалитетни. Што се однесува тоа? Од дизајн, од користичка experience, значи не сега тешко ми да преведам. Знам, сакаш од бонтон да ги користиш македонските литературни зборови, а секојдневно користиме англиканизми за да правиме шорткатови, за да ја објасниме ситуацијата. Слободно користи ги тие термини. Така да ми беше мојавето дека македонските сајтови се навистина одлични. Зборам сега за првите 50-60. Сега има и други што се трудат, сакаат да бидат wannabe, како овие големите. Меѓутоа, ние сме тука на добар пат. Знаеме што се случи со печатените медиуми, знаеме какви тешкоти се соочуваат телевизиите, така да целиот овој, всушност, трафик или целиот сообраќај на вести се шалта на овие дигитални медиуми, што ги викаме. Сега тука исто не беше планирано за вечерва. Сакам да кажам дека у Македонија се отвора еден фронт, широк народен фронт, што викаме ние, нели како после ослободувањето, на борба на издавачите со Facebook и со Google. Тоа веројатно обичниот читател, корисник и така натаму не го чувствува тоа. Она кој ќе му земе еден дел од 200 и ќе го објави на Facebook или ќе го објави нова и сега не ја читаш, коментираш некој полунаслов и така натаму. Што се случува со овие двајца големи играчи? Тие не ставаат нас во информативен мрак и пуштаат да растеме колку што они сметаат, тоест колку што ние ќе платиме. Не разбирам. Сега не разбирам. Добро. Например, се отвара нов медиум и сака да се промовира и сега по кој пат се оди? Прво идеш, правиш фан страна на Facebook со тој медиум, па плаќаш на Facebook да собереш лајкови, па плаќаш на Facebook да бустираш, тоест еден пост да го видат повеќе луѓе и тоа како се движи. Има во Македонија у првите 30-40 медиума, сигурно има 70-80% од нив што имаат вработено луѓе, значи човек или повеќе луѓе, што се секираат за нивните постови додат на Facebook. Така, тоа е првата работа. Второ е, секој медиум во Македонија, сега да не парафразирам, меѓутоа
200, 300, 400 евра месечно му плаќа на Facebook да биде присутен на Facebook. Сега тука вака изгледа тоа, па добро, плаќаат за реклама. Меѓутоа што правиме ние? Ние тука трошиме, медиумот троши за вработени, за бустирање, за например просечно 1000 евра месечно. А со тие пари може да запосли 20 минимум новинари за да добие подобар контент. Како Facebook го лаже нашиот и медиумот го лаже, тоест манипулира со него и произведува фейк ньюс. Не само Facebook. Тргаме од тоа, например, MacFax има 100.000 фанови, лајковачи, што викаме ние. Така 100.000. До пред 2 години Facebook дозволуваше од тие 100.000 души 4.000 души да ја видат веста. Значи он не ја пушта веста до сите, него само до 4.000. Ја ќе те сеќам. Ако сеќај. Лани ова време ме цензурира на телевизија, не смеев да правам емисии, само се појавував и не ми дозволува да комуницирам со гледачи. Ова е скриншот од дома. Си уклучив камерата и видеото на Facebook. Лайвстрим си прави. Погледни го ричот. 100.000. Значи, без најави, така, си доаѓам у 11 сат, одеднаш так, 100.000 души има. На уредникот бивши му викам, пази, ова е 20 до 40% што ми дозволува Facebook. Јасно. Што значи, ако ја платев $10 за ова, ја ќе имав уште толку. Кажи ми, дали, му викам на уредникот, дали у твоите најбомбастични вести си имал ваква цифра? Не. Не може да има, затоа што се уклучува и Канада и све и така на. Прво кој што ме однесе ти со вода, сега ја ќе ти кажам, ти си бренд. Значи ова да го стави некој обичај нема да има, дури и да плати. Тоа сакав да кажам, затоа што ние од 100.000 фанови на MacFax, ние треба да платиме $10-20, евра не е битно дневно, за да ја добиеш оваа за да се добијат тие бројки. И всушност стануваме зависни. Значи наркомани стануваме од Facebook, а Facebook зима од секој медиум 500, 300, 1000 евра. Меѓутоа сега новите и тазе медиуми плаќаат повеќе, затоа ти не плаќаш. Например, A1 да се тргне од Facebook нема мува да го полази. Зашто е стабилен, има верна публика, има константни посети и така натаму. Меѓутоа треба да даеме место и на помалите, новосоздадени медиуми. Затоа служи Грид да ги промовира тие, да ги... А не да биде зидот на Facebook и што ќе ти се промовираат вестите оние што ги следиш. Facebook всушност што е проблемот? Facebook и една од причините за подоцнешниот муавет е дека Facebook всушност тебе ти пласира информација што ти не сакаш да ја видиш. Значи прво некој бустирал таму, платил за да дојде до тебе информација, а ти не сакаш таа да ја видиш. Значи ти немаш да одбереш што ќе читаш. Второ те малтретира со пријателот на твојот пријател на пријателот пријател му, ќе кликне нешто и тебе ќе ти се појави тоа. Не сакам тоа да ми се појави. Не разбираш? И сега ти тука си бомбардиран од информации непотребни, а ние направивме производ за всушност после да се селектира, ќе објасниме со апликација. Истото се случува и со Google. Имаме информација, значи таа е estimate, дека 2017 година 1,5 милион евра од Македонија македонските компании уплатиле на Facebook и на Google за рекламирање. 1,5 милион евра. Тоа е например, кога ќе пуштам, ги гледам и тоа без таргет, без ништо, например YouTube кога ќе пуштам и ќе ми се појави нешто за кредит или за продажба на бела техника, до толку да иритира. Дури, како да ти кажам, разбирам понегде да го видам, но кога, например, гледаш некој клипче, видео за космос, за Селена, стварно е непотребно да ти се појави. Ти да отидеш на сајт за половни полуасовини за руски трактори и ти се појави за животно менаџерско осигурање реклама, тоа е Google. А нашите се лажат, си плаќаат таму, јас знам 200 евра ќе платам, таму ќе ме видат сите, а не е така. Извиниш, знаеш што ме фати хистерија? 97-8 кога ги правев првите спортски преноси на 103. Знаеш ли првата јадачка што ги изедов колегите од МРТВ? Значи, иде полувреме. И идат реклами. И одеднаш у тоа
маркетинг агенција наша. Гледа, Rich Point, ова, она, вамо, таму, пушта реклама. Зошто? Затоа што статистиката му одговара. Рекламата за што е? За влошки. Со крилца кога се појави. И, отров ги направи. Така, сега се опаметија, гледаш пиво, кикирики, мобилни телефони. Она што е таргет, коли и така натаму. Ама нема да видиш пелени и такви работи. Или креми Павловичева маста. Значи, буквално, како те кажам, онтолошко промашување. Не само што фрлаат пари, туку непотребно фрлаат. Разбирам, например, гледам клип на YouTube, технологии, например, не знам, нови технологии у фрижидери. Јоп, ми се појавува Нептун. Да. Тоа е некоја... Овдека гледам таму случувања од Сирија, масакри, поп се јавува кредит. Ти дали си нормален, мислам. Зато, нели, добра ти е поентава, но како да ги убедиме тие, бидејќи, гледај сега, го виде ова, 100.000, ми идам на спонзори. Значи, ја едва и крпам крај со крај. И он ми вика вака, дај ми е статистиката да ја видам. Му ја покажам статистиката и статистиката покаже Германија, Австралија, Италија. Вика, знаеш што, све е супер, али мене ме интересира Скопје. Дури не ме интересира другите градови. У Скопје да се рекламирам. Тука имам сервис и така натаму. Така да, ништо не ми значи. За овој Rich, тебе ти треба бренд како Макдоналдс, Кока-Кола, Пепси, Форд, Самсунг, Apple и така натаму. А до нив не можеш да допре. И сега, како да ги убедиш па овие што фрлаат? Колку рече пари? 1,5 милиони евра лани. Како да ги убедиш дека џабе ги фрлаат парите? Џабе, сега у најкратки црти. Ние направивме на кампања за Федом, производителов македонски на мебел, и потрошивме 1/3 пари на македонски сајто, 1/3 на Google, 1/3 на Facebook. И секој што доаѓаш од дуќан го прашувавме, ти од кај ти е информација? Излезе дека Facebook има најголем Rich, до најмногу луѓе. Од Facebook се продаде само една гардитура од Федом. Значи тоа беше катастрофа. Како се вика компанијата? Федом. Федом. Значи тоа е М со М. Добро, Федом. Значи тоа е страшна една идеја, страшна фабрика со 40 дуќана низ Европа, ама ајде да не правиме сега реклама. Ако, добро. И они побараа помоши. Ние ми ја направивме кампањата за да дознаеме всушност кој од тие стримови по кој што се движи и рекламата има најголем успех. Овие се оние у Сити Мол горе што има? Да, има цегде, има во трговски. Па ти има добри цени, многу добар дизајн, модуларни, да. Сега ги гледам по дизајнот, мене ми текна дека ги гледам. Добро? И сега работава што нашиве се лажат дека Facebook и Google се поевтини и таму даваат пари. Меѓутоа ефектот е нула. Тие реклами завршуваат не знам каде, по кои сајтови, по кои луѓе немаат таргет дефиниран саглам. И всушност... Значи имаш гледања, имаш кликови? Па и немаш ни кликови. Ние гарантираме, например, на нашите сајтови ќе имаме 3 пати повеќе кликови него Google што дава. И тоа му гарантирам на нотар, ако треба ќе подпишеме, дека имаме 3 пати поголем клик-тру рейт се вика тоа. Че колку повеќе кликања. Дури ние имаме напредно таргетирање. Ако сакаш влошките со крилца се знае на кои сајтови треба. Може, например, ја да кажам, рекламата ќе видат само струмичанки од 25 до 40 години што живеат од десната страна на реката. Како ќе знаеш тоа? Има се. Тоа е веќе... Ама нема, кај се пријавуваат? На Google не ги гледа. Се гледа. Ама чекај, ова е веќе приватните податоци. Да, не, тоа е дел паблик од GDPR, тоа што сакаш да ми кажеш. Меѓутоа на статистика МК, тоа е сајт што ги мери сите сајтови во Македонија, кој колку вести произведува, кога се постираат, кои се најинтересни фејсбуци и така натаму. Она што те прашав, испадна афера за Фејсбук. Да, испадна. Така, бидејќи овие приватни податоци што ги запишуваш кога се иде, статистика ми даде државен завод. Не, тие немаат врска. Да. Немаат врска бач. Ова е вашата статистика. Тоа е крвна слика. Од каде доаѓаат овие податоци? Сега, вака, ајде да не идем у тој правец,
Тоа се Google податоци што ги прати, Добро. а ние ги Од прилика добиваме. ја не морам детали. Легитимно е да те прашам. Да, која е публиката, кој се points of interest на таа публика, што ги интересира и така натаму, така да они на тој начин и пласираат, нели, реклами. Значи тоа не се нешто што ви остава кај вас лични податоци кои вие после ги употребувате, И до како што што тоа тоа да кажам, нели, ама не остава. Не, значи видовме како помина Facebook, да, тешки милиарди сега исплаќа заради на ова Cambridge Analytics. Така. И сега оваа борба е, ние отворивме оваа борба у Македонија со нашиве медиуми. Се придружија уште медиуми доста, од големиве, релевантни и така натаму. За ние на корисникот, на читателот, да му сервираме информации што него го интересираат и ништо друго. За таа цел ја направивме, нели, оваа Grid апликација, што ќе ја кажеме подоцна. Во Grid апликацијата има 216 медиуми, сите имаат своја тежина. Тежината е од релевантност, колку е посетуван тој медиум. Сега, ти како корисник, обичен, ти можда не си обичен, меѓутоа во Македонија, а и во светот, дневна консумација на вести трае од 10 до 15 минути. Добро. Толку имаш ти време за вести. Така. Од тие 10 до 15 минути што прочиташ. И сега ти ако идеш, имаш на пример 10 твои омилени сајтови, така? Добро. Идеш на 10 сајта, губиш време прво да отидеш. Второ, поголем дел од вестите ќе ги прочиташ на сите сајтови. На пример, Калиопи ако победи на Евровизија, ти на 10 сајта истата вест ќе ја прочиташ. И ти зашо ја шеташ сега на 10, така? Добро. Толку со апликацијава ти си ги одбираш твоите омилени медиуми, значи сакам да читам Макфак, сакам да читам. Тоа не го видов како го определувам ја медиумот на. Горе на мои медиуми, на буфчето се клика. Така, на буфчето овде. Да. Има мои медиуми. Да. И тука ти се сите медиуми во Македонија. И или го уклучуваш или го исклучуваш. И апликацијата всушност во секунда ти прави персонализиран сајт само за тебе. Не само за медиумите, туку и со категориите. Ние сме лоцирали во Македонија дека има 23, ако вака се избораме? Не. Ја те слушам, го отварам овакво. Да. Апликацијата е овак. Јас се извинувам. Ја симнав апликацијата, ја презентирав. Ама не отиде вамо. Не отидов на мобилен. Да. Зошто? За разлика од 90% кои ти ми кажа дека 90%, ја носам на PC. На десктоп. И на десктоп јас оваква. Значи, мобилниот за сосема други работи го користам. Добро, меѓутоа, види, Дурси тука. Така? Вестите у Македонија од 75 до 77% се конзумираат преку мобилен, 3-4% преку таблет и само 20% преку десктоп. Затоа ние толку вложивме во апликација. Повтори го уште еднаш? 75, 6, 7, 8% преку мобилен се примаат вестите во Македонија. Сега, пак ќе кажам, ќе се вратам тука за таа персонализација да довршиме. Кај што си таму сега за да одбереш медиуми, кога се вратиш назад можеш да одбереш категории. Добро. Пример, мои категории. Што те интересира, што, значи не сакам црна хроника, не ќе мода да читам. Така? Имам, значи, овдека Македонија, економија, Балкан, свет, хроника. Имам живот, љубов, цена, мода, хумор, автомобили, храна. Фудбал, кошарка, ракомет, автомото, тенис, микс. Дојди позади овдека и фати ме, пушти ме. Пушти ја СЈ. Пушти ми ја, фати ме од СЈ. Позади рамо. Тука реално ти можеш да чекираш која категорија сакаш да добиеш информации. Не ќе црна хроника читам и нема никогаш да добиеш вест од црна хроника. Така? Да. Сега, најинтересно, кечот кај е тука, зашто сме ние подобри од другите, не зборам Македонија. Да, ова е значи со едно најобично штиклирање, тука си одбирате медиуми. Не знам, те нервира, не знам, ексклузив или Deutsche Welle или Coffee Time, исклучи го и нема да види. Сакаш со мода, еве ти го Fashionel, само Fashionel и од само Fashion. Види, многу е user friendly сте го направиле. Честитки. Честитки. Фобијата е, значи, неверојатна е. Пази, фобијата е да почнеш да влезеш одошто користењето. И да ти кажам,
Зов, се карам со моиве гледачи. Поготово, знаеш што ми е тезата? На страна младиве. Стариве се дома, сами се. Немаат комуникација. Им викам, нема поедноставна работа. Земи апликација ако те интересираат вести. Земи направи Facebook акаунт. Интересно е, бе, викам. Да, занимација. Занимација, стар човек си, не можеш да се движиш, не можеш женски да бркаш. Земи чепкај, ќе гледаш YouTube, документарци за Македонија, за елиени, шо сакаш. Интернет ти, користете го мобилниот. И оваа апликација, искрено да ти кажам, ја е презентирав, ама сега ми изненадува колку е ова едноставно. Да. Ако ја, вака, талентирано, глуп, можам ова да го капирам за 3 секунди. Добро, ти си технолошки заокружена личност. Врати се сега на мои категории. Сега нешто идеме на мои категории. Да, тука е магијата. Добро? Шо вика мои категории? Има таму предложени 20 кусур, додаваш, одзимаш категории, меѓутоа доле кај што е креирај категорија, кај палецов што ти избега, можеш си ставиш твоја категорија. Например, сакаш Аца Лукас да го пратиш, си куцаш Аца Лукас и он ти прави категорија. Ракометен клуб Вардар. Може ли еве, например, Космос да става? Ајде, стави. Космос. Да. Така ќе се вика. Клучен збор. Клучен збор, пиши. Космос, Вселена. Не. На Космос треба да ставиш. Значи, горе категоријата како ќе се вика, а доле кои се клучните зборови. Горе откуцај Космос, ќе ти се вика категоријата. Добро, Космос. А во клучен збор, кај плюсот тамо, кликни тамо. Аха, Вселена. Да. Вселена. Можам да додадам уште некој? Да, можеш. Додај на десно. Сега овдека Да, кликни. Универзум. Универзум. Значи, можам од сите овие нормални појми... За човек категорија. Еве зошто ја користам PC, маус и тастатура, дебели прсти. Универзум, добро. Зачувај категорија. Се појави тие доле Космос. Космос, еве ми. Ја откуцал Лосмос, ама не. Лосмос. Добро. Клучен збор, добро. Не, добро, тука искочи сега, врати се назад. Не, ја имаш ова, ти е грешната, избриши ова. Другата ти е зачувана. Добро, не е важно. Добро. И сега кога ќе одиш, дозволи ме само. Кога ќе добро да се. Добро, ми треба малце концентрација. Ја ова на таблет ќе го правев, искрено ти кажам. Ја се фасцинирам деца кога ќе ги видам со два палци, тоа го чуда прави. Абе едитува филмови. Мене ми треба маус, тастатура на 42 екран, имам за монитор, така работам, old school сум. Така. Затоа ти викам, не сум технолошки заокружена, фала ти за комплимент. Да. Сега доле најдолу ќе ти се појави во моментов сега дали има или нема категоријата, не е важно. Ќе ми се појави вести кои содржат клучните зборови, Вселена и Универзум. И се што е уврска со тоа, мене тоа ќе ми се појави и јас сум рад. Сакам Неймар. Само за Неймар, ја например Рома имам, навијач на Рома сум, само Рома, да. И она да си следиш што е трансфери, кој се повредил, кој е нов играч. Така е. Одлично. Што има ново у Рома? Па купивме доста играчи сега. Што земавте нешто атрактивно? Па Пасторе го земавме на Клајвер Цинму, Джастин Клајвер. Да. Клајвер Цинму? Да. Поима немам за него. Треба да добар играчот. И сега тука се вратам. Всушност што се дешава? Добро. Ти си одбрал кои се твои критерии, овие категории, кои се твои медиуми и ти правиш сајт и си ги читаш само тие вести. Многу е user friendly, се врти нели лево десно и така натаму. Меѓутоа доле во најдолниот дел има едно копче, го гледаш таму, тој бум батон што го викаме, тоа. Добро. Тоа кога ќе кликнеш ти се појавува филм, спорт, ТВ. Не пропуштај театар, концерти, хороскоп, прогноза и календар. Ова се некои универзални категории што сте. Не, кликни на филм, например. Филм, добро. Ти ги дава сите филмови вечерва што ќе играат на сите телевизии. Кога ќе кликнеш на филмот, ти дава кои глумци, трейлерче си го гледал, не си го гледал. На која телевизија, у колку саат, све. Сакаш по телевизија скролни лево, десно.
Абе ме зез. Да. Браво. Исто и за спорт. Иди, например, на концерти се. Врати се назад. Чекај, и ова е агрегатор? Да, ова е исто. Све што ти треба во животот. Друго ништо не ти треба. Врати се на концерти, да видиш. Тука сме. Режија, уврати ми камера. Не. Пошто истата камера е за... Да, и за Крупен и за сите. И за тебе, па да ги овако. Сега на концерти кликни. Чекај, уште еднаш, за филмот, пошто не ја видо. Ајде. Значи, филм, и еве, например, 1000 пати лека ноќ играм филм, денес у 22:10 на Телма. Кликни на филмот и се отвара. Кои се глумци, на ИМДБ, можеш да го видиш. Со линк до IMDb. Да. Браво. Ето. Чекај да видам што ќе има интересно. Има. American Fighter. Добра жена. Батлер. Батлерот е добар филм. Ето. Кој ќе биде 6-7 на Телма со Ентони Хопкинс е овој филм. Така. Значи овде реално седнеш пред телевизор, немаш што да шеташ сатито со Делинсково до 400 и назад, него тие се два главни, нели? Фудбал, спорт. Иди се на концерти. Многу интересно е за концерти. Добро. Еве, отворивме концерти. Концерт на дувачки квинтет Јозеф Хајдан Браз, кликни Метаморфоза. Со десно лево да отидеш, идеш сега само забавни. Гледаш горе, се ова ти се само забавни. Ова ти се ова сите. се сите, ова се забавни. Па иди народни. Народни концерти, класика, турбо. Ете Цеца, нели тука ти. Цеца, ама дури 28-7. Да, ама све имаш. Джез. Джез све има, буквално. И највише има класика и забавни. Чути, добри сме уште. Имаш тука сега православно календарче подоле, као што гледаш. Ете ги доле календарче, да. Тоа ти е православно. Свети маченик овој, оној и така натаму. Не ти треба више да купуваш греота човекон што продаа у град, ама реално реално ова ми треба и на мобилен да го има. Така. Имаш представи сега нема, театарски представи пошто е нели лето. Чекај да видам временска прогноза. Време денес у 8 сат, у 2, у 4. Значи буквално тука ги имаш сите информации. Powered by Weather? Weather for all. Weather for all. Да. Ама убаво сте го превеле ова за... Да. Джидже, многу е добро направено. Морам ама све што ти треба. Чекај да гледам уште малце. Не ми смеде хор. Кој знак? Не, извини. Не уживај. Другари сме. Дали сум нормален? Па не сум, фала Богу, иначе. Ете спорт исто. Чекај да идеме Белгија, Јапонија, светско првенство Русија, уште овие уживо да имаше. Па нема. Нема уште уживо. Добро. Вака знаеме што ќе има. Да, и за спорт. Чекај уште еднаш. Значи, цел информатор за све што ти треба. Спорт. Така. Ова е главното. Must see. Што е must see? Тоа е измешано. Значи има Евровизија, има фудбал, има кој. Значи препорака од уредничка препорака, што треба да гледаш ти денес. Па овие треба значи топол оброк телевизииве да ви носат само за ова. Па сега не знаеме, ќе видиме тоа. Ама ова е сега додадена вредност. Всушност на оној персоналниот сајт што е за тебе, ние подаруваме еден ваков информатор. Зашто ти сега театарски представи сега нема моментално, зашто е јули месец, нели? Така. На ферија се сите. Мито сега на едниот театар не им работи вебсајтот, на другиот имаат само фан страна, немаат вебсајт. Третиот нема ништо. Овде се сите представи. Има и упатство. Видиш, убаво си каже. Лизни лево, десно, кликни на звездичето да ја додадеш у твои вести. И после ако ја додадам у мои вести, вештачката интелигенција вика, овој се интересира во авионски летови. Не. Во авиони. Не, ова е друго. Ова е друго. Сега тебе ти се нудат, например, 100 вести во моментов, така? Добро. И немаш време ти сега во моментов, така да ги читаш. И на вестите кликаш звездичка и он ги става у мои вести, тоест у твои вести, за да си ги читаш накнадно утре, заутре. Знаеш што, ми зад на уста, бидејќи се спремав за нешто друго, а тоа е етика на медиуми, бидејќи се спрема владата најави дека ќе ги регулира порталите. Значи порталите веќе нема да бидат у слободен пат како што беа до сега, бидејќи се користеа за политичка борба, нели Јанко свиња дебела, патлаци уста, ставање на мене, на моите деца и така натаму, знаеш од кого и веќе. Сега тоа ќе мора да се регулира. Значи, ќе мора да биде правно лице, ќе мора и ќе се сноси одговорност за све напишано. Дали тебе конкретно нешто тие насоки ќе менуваат или ќе даваат некој друг квалитет? Бидејќи
Она што ми е сега по ова. Веќе јас си одлучувам што ќе читам, дали ќе читам вулгарни вести или не вулгарни вести. Дали ќе читам долични, недолични работи. И тоа никој не може да ти го регулира и да ти го забрани. Тоа е најголема придобивка, што овде си селектираш ти. Сакаш релевантни, сакаш твои што не ти интересира, дали си лево, десно ориентиран, дали си стрейт, дали сакаш ти си ги бираш медиумите што ќе ги пратиш. Нема те бомбардираат ни на Facebook, ни со сајтови, ни со ништо, никој нема да ти навлезе у твојата интима. Буквално добиваш еден твој простор за читање. Знаеш зашто? Затоа што прво ме збуни, бидејќи кога зборевме првиот пат, ми рече дека водите сметка, сега ова разјасни ми го, да не користам, па да ти ставам зборови во уста. Значи, дали се води сметка кои сајтови можат да се појават? Бидејќи кај нас има и многу вулгарни сајтови и ти ми рече дека имате некоја етика во која нешто се дозволува, нешто не се дозволува. Реално таа граница е многу спуштена во Македонија. Добро. Како е кај вас? Ние имаме само 2 сајта што не ги прикажуваме, да кажеме вака. Што ја преминале таа граница. Меѓутоа сите други сајтови имаат некој коефициент на тежина. Ако сајтот има редакција, ако има седиште, ако има импресум, ако е деклариран како правно лице, ако се знае кој е главен уредник, ако има лектор, сите тие параметри носат некоја тежина. И максималната тежина е 10-ка, например. Таков сајт е Ајденон. Сега не е само тој, има КДМК, има едно 10 сајта што имаат тежина 10-ка, другите немаат. Другите имаат седмица, 5-ка, 4-ка, 3,2 и така натаму. Значи треба да ги исполнат сите тие услови. Многу ми е интересно зошто, например, ја имам 3-4 скриншота, ќе ти ги испратам приватно, не морам да не испадне, да не помислиш дека ти триемност, например дека Мактел ти се појавува последниве 4-5 дена не у главните вести на ова, туку како главна вест, а одоздола имаш Канал 5, имаш А1 и истата вест, истиот наслов, кој очигледно е изваден од таму и се наоѓа горе на агрегат. А знаеме дека се работи за поедине, знаеме кој е нивото и така натаму. Како успеваат и покрај тоа да се мушнат. Така, да се мушнат. Еве, например, ја имам свој портал, Јаде Бурек, каде што користам и имам договор со тебе, со едни, со други контенти и знам дека не треба да се појавувам и не се појавувам и така натаму, си работам со Facebook, тоа е мојот домен. Колку за моите колумни и поише блоке него што е портал. Како тоа е вечна борба. Вечна борба, затоа што ние сме отворени. Знаеш што сакав да те прашам? Извини, пак ти се убаци. Дали имаш политички притисок за да тоа се агрегира на главна страна? Не. Значи, тие, всушност, 216 медиума и 2 што не ги агрегираме, се сите медиуми во Македонија. Меѓутоа, ние тие ги кроламе, што значи тоа? Значи, ги мониторираме и ги собираме информациите. Тоа се промакнало, одма ти кажам. Ама веќе нема се промакне, и тоа сакам да ти кажам, зашто има реакции. Имаш реакции? Има реакции, не си ти единствен. Има такви. Меѓутоа, реално... Знаеш зашто? Најнеблагодарно е вам да ви се трие носот, затоа што сте најлиберални од сите агрегатори. Па најсме, значи, најмногу има, другите се многу многу рестриктивни. А со слободата, нели, кога демократијата дозволуваше, како беше, нели, овој пентхаус која го бранеше, нели, демократија сакате, онда ќе дозволите и порнографија. Ама од друга страна, нели, каде ќе го спуштаме нивото и кога ќе речеме ова е црвена линија? Не, готово, одредено е тоа. Крајот е завршен. Мислам, таа приказна е завршена со таквите портали. Ние, всушност, и како една здруженија на дигитални издавачи, ИАП, Македонија, донесовме еден таков саморегулирачки кодекс, кој се придржуваме до него, да нема крадење, зашто Македонија уште нема закон, ако ти украде некој вест, нема шанси да добиеш. Слика ти украде, исто нема шанси да добиеш. Ние како лидери во производство на лайвстрим, претпоставувам, знаеш, ние имаме следбеници, имаме 900.000
фанови на Facebook, имаме преку 2 милиона корисници месечно. 900.000 фанови, бе. Да, бе, да. Тоа е сега. И сега, реално, нашиот цитостатик, нели, со широк спектар. Ја имам некои си 120.000 и се мислам дека сум... Па добро, голем си ти играч, шо? Не, 900.000. Се извинувам и ова морам, бидејќи ми стигаат писма, затоа гледам ова. Режија, дај го мојот компјутер. Апликацијата за која говориме, драги мои, се вика Grid. Да. Значи, ние се изнајадовме бурек, не ви кажавме, не кажавме што е. Да, може да се користи и за Android. За Android, за Apple чекавме. Тие се по-рестриктивни, апликацијата е готова, добивме прво бараал централен регистар, па бриз да донесош од дедот и покоен и така натаму и така натаму. Трудна дали е жената? Да, и све тоа пројдовме сите тие чекори и чекаме секој ден и на App Store, тоа е за Apple да се појави. Значи наскоро и на App Store. Да, таа е готова за некој ден. Штом ќе биде на App Store, те молам инфо прати ми да им презентирам. Да. На крај можеш видео да го пуштиш, оно што го симнавме. Не е исто? Не. Тука има малце. Добро. Историја на Македонија. Оне. Супер, го симнавме видеото, уште само да го најдам кај го симнав. Ти беше негде овде горе негде. Ако не е битно. Ова беше. Тоа е. Океј. Да го пуштиме? Да, ќе го искоментираме така кратко. Сакаш да го пуштиме па да го коментираме или? Да, пушти го во лет. Да, неколку коментари се, луѓе што користат вакви слични апликации, се пали, нели? Апликацијата Grid, слични агрегатори постојат во светот. Као што гледате, тој user experience е на највисоко ниво. Значи, големина на слики, избор на фонтови, кирилични фонтови. Значи, све тоа гледано да биде максимално квалитетно и респонсив, тоест адаптибилно на сите големини на мобилни. Оно што е интересно, ова виде се овдека, се кликна на звездичката и оваа вест во Кинотека на Македонија, ќе се ја читам утре, заутре. Таа ќе биде снимена, на следниот скрин ќе се види, во мои вести. Во мои вести се сите, всушност, што си ги снимил ти, за накнадно да си ги читаш, можеш после да си ги избришеш нормално. Аха, значи, она кој ќе налеташ на вест, немам време сега да ја читам, не, само обележи, сакаш после да си да не ти побегне. Да, колумна е некоја подлога или било што. Ти сортираш да ја покажеш подоста. Ова е она што го покажавме, а тоа е кои медиуми сакаш да ги следиш, си штиклираш буквално. Да. И исто кои категории. Овака да може кабелската телевизија да се мести би било супер. Да им ја на... Да. Овие кастом категории што ги викаме, овдека, например, РК Вардар, како всушност семпл, како пример, и прави категорија РК Вардар и читаш само за РК Вардар. Тие категории твоите омилени можеш да ги качиш погоре, подали и така натаму и така натаму. Она што е важно е Твитер заедницата, се обидовме, на следниот овој слайд се гледа, да ја донесеме овдека, тоест најголемите и најпознатите твитерџи во Македонија. Македонија има една стварно прекрасна Твитер заедница, за пофалба е, во однос пак ќе кажам на сите наши комши, неверојатно духовита Твитер заедница и ние всушност најинтересните твитови ги прикажуваме тука независно дали човекот има Твитер акаунт или нема, буквално секој сабајно. Ама од овде не може да се ретвитува. Не може. Ова е само да гледаш. Само за гледање и ова е всушност знаменето и за луѓе што немаат Твитер профили, а сакаат да следат. Да, видиш, заборавив на тој момент, не те чув, ти убаво го објасни. Значи, немаш акаунт, а сакаш да... А сакаш знаеш што е најинтересно, најсмешно, најпопуларно и така натаму. Број 1 е Леонид Спар, тој стварно растура. Утепа. Утепа. Наш човек. Те поздрави многу. Не го знам. Па тоа сви легалци се таму, не знаеш кој е кој, знаеш. Напротив, го знаеш. Па добро. Да. Така да оваа апликација всушност го олеснува животов на корисниците, дава една дополнителна вредност на информирањето. Реално конкуренција немаме, исто не е лошо да се каже дека во Македонија апликации не се користат.
Македонци користат, нели, Facebook, Instagram и Viber како апликации, така? И од македонски апликации што имаме ние направено, имаме JSP, добра апликација и Мој воздух. И толку. И имаат отпор према апликациите македонците како нација, имаат отпор да не инсталираат, да не се најават, да дзирнат што има, значи како да кажам, а не ја користат. Ова е исклучок, ние имаме до сега 14.600-700 регистрирани, најавени луѓе, се најавуваш со Facebook или со Google. Збориме за грита апликацијата. Само за апликацијата. Тие се веќе верна публика. Секој ден доаѓаат. Во просек 2,5 пати еден човек доаѓа дневно со апликација, читависти 2,5 пати. Тоа е стварно голема бројка. Не. Значи се ствара еден медиум посебен од све, така, твој личен, што си го носиш со себе. Интересно е што го украдеш, ти го украдат ли телефонот, го смениш ли вамо тамо, идеш на нов телефон, пак си се тука. Твоите вести, твоите категории, твоите интереси. Да, разбирам. Значи, тоа иде со Например, тебе. Не, буквално онаа кустомизација или прилагодување на твоите потреби. Нели? Како рече ти, Рома те интересира, мене само за Рома сакам да читам. Јас сум СДСМовец, неќам вести од ВМРО да читам, сакам само од СД. Ке си ги исклучам, ке си ги пуштам само овие. Или сакам, не знам, само за мода. Или ако сакам нешто, можеш па да си правиш комбинација. Фешенел, ова, она, неколку такви, и ќе ставиш, например, некој кој го сметаш за релевантен, не знам, Макфакс, да речеме. И од него ќе читам вести. Бидејќи ја потполно ја разбирам, тоа е многу добро за психологијата. Има сега, например, некој пишува таму колумни, Јанко Илковски. Неќам да го читам. И не идам на тој портал и да не ми се појавува. А има друг, чекај, мене ме интересира што овој ќе каже. Дај ми го Нетпрес, дај ми јади бурек. И ќе ти се појави. А тоа, види, мора да сватат дека мора ова, дури и да не сакат, затоа што колку рече портали има во Македонија кои агрегираат 6.500 вести на ден, така? Да, 216 портали. 216. Значи, тоа е колку повеќе ги има, па и релевантноста паѓа. Значи, одреди си ти што ќе читаш и како. Ама шанса мора да им се даде на сите. Не. Ова е попоштено од ова нема. Ама и ова е сурово. Ова е choice is a powerful thing. Овдека ти ништо не правиш да ме натераш дали јас да идам. Не сакам ти увалам, ја ни вест, ни информација. Дали ја ќе го читам Јади бурек или нема да го читам јадибурек.мк, тоа си само моја заслуга. И на некој искуство правиме муабет. Може Јанко рекламиче овде како. Ова интересно е, у исто време, у исти ден излезе оваа апликација некаде пред 3 недели и излезе на Microsoft. Да. Microsoft News се вика. Истата апликација има и за Android и за iOS. Значи, можам словно да кажам на гледачите, нека инсталираат двете. Значи, ние Microsoft го тепаме 100-0 у гости. Значи, ние сме светлосни години пред него у апликација. Значи, тоа е невозможно. Таа апликација сигурно коштала можеби 10 милиона евра, 20, 50. Меѓутоа, ние толку имаме вложено таков тим на експерти работеше на апликација, од дизајнери, од психолози, од програмери, од бази на податоци. Што е огромен тим за да се добие ова. Ја искрено можам да кажам, сигурно е први 3 во светот. Нескромно звучи, знам. Меѓутоа, инсталирајте Microsoft News апликација за Android на Play Store. Значи, он има преку 1 милион инсталации у првите 3 дена. News. Не, само News. Он има преку 1 милион инсталации у први 3 дена, на ништо не личи апликацијата. Инсталирајте, направите некој инстал таму и ќе видите. Тоа се мали букви, тоа се не се чита со око. Што е респонсивот на една апликација? Тоа значи дали ја читаш ти на 2 инча или на 20 или на 100 инча, треба секогаш тој експириенс. На што личи ова? Ова се застарени дизајни од пред 10 години. Ова е лош избор на фонт,
ова е лош аспект на сликите решо што е на значи овде има милиарда грешки. Ние сме стварно светлосни години подобри. Јас знам дека споредено со вашата. Кај нас е све тоа стварно направено како што перфектно е. И мене ми е драго што апликацијава се издвои од сите овие другиве 6 медиума, од завчера 7. Не знам дали ти кажав. Не. Епа ние ја возобновивме автокефалноста на првиот македонски таблоид M-Express. И од пред 3 дена е повторно жив. mexpress.mk. M-Express се роди, вистина се роди. Да, вистина се роди. Ајде да го видам. Абе ме зезаш. M-Express тој... Да бе, тој што слета баба рога на средноводно, па идеше на Бајачка. Што идеш у 5 милиона примероци дневно. M-Express, човече. Го возобновивте? Две нови шолји. Нема место, сега ќе стави. Сега не, две нови шолји одма да... M-Express. M-Express. Само на латиница, молим те. Аха. Така да избравме една Кои ти беа таму? Чекај бе, таму беше Сонја Панда, Меги, Дуле Мичич. Значи таму една плејада на сега не mexpress.mk само стај горе, пошто е тазе, да остај го .mk само на крај додај. Пошто е тазе, реално еве го. Не, врати се. Добро. Пошто е тазе уште не е качен на Google горе. Аха. Ама видиш што му е слоганот, го виде? Не, чекај да видам. За тие што не гледаат вести на Сител. Тоа му е мотото. Абе ме зезаш. Не. Така му беше и порано? Не. Сега му е така. Зашо го стај? Па за таква публика е. Може ке се налјутат, може не. Нек се љутат. Ама тоа е мотото, брат. Добро. Кликни се. Чекај да ја видам сега страна. Значи, пак е. Чекај, ја имам ја у апликацијава да ја најдам? Да, ќе добиеш вестите, ќе си го кликнеш M-Express и тоа. Го има овде каде да го штиклирам? Да, има. Ова се категориите. Значи, го вративте као Onion, го правите нешто пандан на Onion? Да, ќе видиш. Ама гледај, фраерки, зезалица, Орвел имаш категорија. Орвел. Уау и физичко. И физичко. Кликни на физичко, например. Било што. Мислам, ова е... Чекај, ова се вести. Да, ова се вести. Новите роботи на Дизни изведуваат акробаци како летачки суперхерои. Колинда влезе во соблекувални на футболерите на Хрватска. Ама одлични вести се. Таков избор на вести. Чекај сега, Колинда влегла таму. Остај ти сега, џабе муабет ми правиш. Ние вакви... Добро, вајда се облечени. Вајда размениле дресови. Тоа би било... Пошто Колинда е така. Види го сега и овој, за кешов како ми се појави. Го гледаш? Кредит за 5 минути. Ама не треба да гледав ја финансијал нешто или шопинг онлайн па да ми се појави кредит. Знаеш, ја чекам сега Колинда да размени дресови овдека. И види ги овие разголени машала. Држече госпожа. Да, се вратиме на тема. Моја на ке ми ги ископа очите. Да. Многу јадам бурек, многу зборам бе. Да. Леле, M-Express. Така да, M-Express си наоѓа нова публика. Треба да го ставите на жолта позадина. Да, може да си биде така као жолт печат. Ама има тука за сите по нешто, нели? Од Орвел, теорија на завери. Ама не, ова е све вистина бе, чекај. Па добро, нема лажење тука. Нема лажење? Нема. Зашто? Не. Читај само Орвел, еве ти. Значи, ова се завери, светски, вално тамо и така натаму, ама све е на граници могуче, нели? Најинтересно мене ми е физичко, иди на физичко. Добро. Значи, тоа е усоработка со Топ Спорт. Значи, ова се све, топ 11 најдобри проследи, топ 30 импресивни дивиденски, топ фудбалски циркус, тоа најбрзи голови, све топ. Превртувањата на Неймар уште ги немате? Немаме, денеска го гледав. Го изедо, го отруе. Па добро, сега, заслужено. Го отруе. Така да, M-Express пак ете го на нашето читателско, браво. Небо. Има доста сличности и со нашиот репортер МК, што е лидер во собирање информации за македонска естрада, македонски селебритија. Ние постигнавме со репортер да, например, нашиве новинари и новинарки
Веќе не ги бркаме тие, нели, ајде да почнам старлети, глумци, пејачи и така натаму спортисти. Сега сами се јавуваат тие да дадат информација. Значи, тоа е еден стварно мајлстон. Не е лесно да се постигне, али репорт. Како стои со тренда? Добро, Добро. Слушај, да ти кажам анегдота за него. Нели стави он можеби најоригиналната и најдобрата рубрика. Значи, од сите портали, а тоа е стигнавме на дното. Да. Чекај, ме фаќа смеја за да овакво. Добива писмо и сега ги објавува тие, стигнавме до дното и тебе ти е јасно што е и и еден упиша како вика да се појави, вика на стигнавме во таа рубриката. Како се појавам таму? Како да се појавам таму? Вика, само продолжи, вика, само продолжи упорно да работиш, ние те следиме, не се секире. Сум плачал од смење. Значи, до толку тоа се Пази, ти го пародираш, ти го ставаш заради овако. И тоа пази, М-експрес беше тоа, дури жолтата штампа што се вика непријателска беше, знаеш, зошто си му кажал вака. Сега, еве, доаѓаме до тоа, сами могат, затоа што знаат дека праќаат све. По така популарност е таа, така се гради. Да. Но ти нема сите да ти ја видат сликата, тасмата на Инстаграм. Така да мора малце негде да ја ставиш. Ниски страсти секогаш има, но дефинитивно можам да замислам, сообраќајот е ужасно голем, особено периодот кога беше потпишувањето договорот во Преспа, можам да замислам што се случуваше. Да. Почувствувавте ли тогаш пикови некои кои имаше новие што ни се ньюс порталите, значи на А1 и на Макфакс као новинска агенција, всушност од нас превзима вести странски агенции, така натаму ние бевме тука доминантни, можам да кажам. Пратевме од минута во минута. Тоа е тоа и сите реакции нормално што следеа после вакви или онакви. Од техничко прашање, зошто серверите се наоѓаат во Германија и дали е тоа најдобро, најбезбедно решение? Дали се губи во пинг, во брзина на информација? Не се губи, тоа се мили наносекунди упрашање. Само од една причина се наоѓаат во Германија, зашто е поевтино него во Македонија. Многу едноставно е одговорот. Крај на муабетот, немаше да те прашам. Ја би умрел од радост да може да видат во УНЕТ или во Неотел или тука или у Телеком. Ама ете. И покрај вашата истата цена што е плаќаме таму, тука да ја плаќаме. Зошто да излегуваат девизи, зашто се германска економија, зашто она не им пали сијаличката? Не. Дали им пали веќе почнува овие размислувања, фрлање во пари за рекламирање на YouTube, на Google, на Facebook? Многу тешко. Тоа е сизифовска работа. Ја сум, како да кажам, предводник на таа идеја, меѓутоа сега всушност треба маркетинг агенциите да ја научат лекцијата за они да ја раскажат на клиентите. Зашто знаеш како функционира? Ти имаш сега фирма, продава, не е битно, столчиња или whatever, така и ти имаш маркетинг агенција и ти вика, слушај, мене Дзов ми е другар, Трендо ми е другар, дај му таму реклама, дај на Facebook 400 евра, дај на Google 500 евра и гот. Агенциите се тие што треба да ги научат, не, тука ти се џабе фрлени пари, има подобар ефект и така натаму и така натаму. Да ти кажам, најголемите маркетинг агенции сум работел за една светска голема компанија неколку години и се чудев како ги успеваат да дојдат од другите кои нудеа патос цени и се, а да ги добијат, не знам, Opel, да ги добијат Coca-Cola, светска збора. А имаш ти кои ти вика, абе, што сакаш цела држава ќе ти ја постелам, иди преку мене. Па не иде. Но има една многу интересна работа. Например, ние имавме медиуми кај што, нели, за да не те збори у вести, ти даваш $100,000 или 100,000 марки или евра и така натаму и он те рекламира како што те рекламира. Еве па и нека е чиста реклама. Какви ќе бидат ефектите? Ретко кој гледаш. Овие идеја се многу интересна. Но не успева. Истото им го викам и јас. Не знам зошто не успева Дзов и тоа ми е мене. Еве им викам. Фабрика за производство на кетчап. Им викам. Не инвестирајте. Не плаќајте реклама. Дај реклама кај мене
И следете си статистика. Без мојата реклама имате Продажба 1000. толку, да. Со мојата, ако дојде 20 парчиња, процент од тие 20 парчиња, од профитот од тие 20 парчиња, плюс да иде 30% за, пошто е 30% маркетинг, треба да се дае. Значи, најсигурна пара. Мене ме мотивира, како знам и умеам, што повеќе да... А он не мора ништо однапред да ми плати. Не блокада. Па поготово кај маркетинг агенциите. Зошто? Затоа што мислам дека зов ќе бара многу работа и ангажман. Па тоа е. Вака на Facebook стај 400 евра, готово. И ќе му донесе, имаш 400.000 кликови. Да. 400.000 кликови. Не кликови, 400.000 души те виделе. Те виделе. Да, тоа е ствари. Па, знаеш како, во тоа време, 2001 година, ми се јавува представникот на Opel и ми вика, Албанија, молим те, покри ми ја со маркетинг и реклами, ово, го наоѓам дилерот на Opel за Албанија у тоа време, само што им заврши анархијата. И правам муабет со човекот, едва и некако се разбравме све. Јас сваќам дека он продал у година дена само 4 автомобили. Викам, овдека се продале 400 автомобили, ти му даваш поголем буџет него ли кај нас. Зошто? Му викам, тој европскиот представник. Му вика, само заради ова. Кога идам ја кај директорите, он вика, маркет шерот ми го дига за 30% вика во Југоисточна Европа. Како е можно, вика, маркет шерот да ти го дига? Вика, има само двајца легални, вика, у Албанија. Volkswagen, Mercedes и, у тоа време, и Opel. Пошто сите у Албанија купувале стари Мерцедеси, еден Мерцедес продаден, 4 Опела нови продадени. И овој вика, држав, вика 50%, маркет шер, вика држам 50% Албанија. И ти идеш на состанок и не ти гледа продажба, а гледа маркет. О, браво. И крај. Исто како овие. 400.000 души те виделе. Па знаеш што, и ја имам еве го овдека 100.000 рич. Ама од 100.000 рич, колку ќе те видат? Колку ќе седнат да те гледаат? Колку ќе те овакво? Знаеш, и вестите исто многу арогантно идат. Например, а ти сега у овој момент најдобро го знаеш. Затоа грите медиумскиот могул. Затоа сте магнати у овој момент. Вие сте тие кои ќе ги рушите и гасите телевизиите. Оти прашање на време, која ќе ти пукне филмот и у едно станче ќе ставиш овакво, ќе се ставиш Цаци или некој Петко Станко да води вести, ќе ги пруштиш преку ова и никој нема да ги гледа другите. Нема шанси. Нешто интересно ова што, например, у скандинавските земји, сегде у свет агрегатори се плаќаат. Овде нема никогаш да се плаќаат. Зашто ти штеди време, ти штеди, нели, да шеташ лево десно, ти ги дава правите информации, затоа кошта. Сакаш да ми кажеш дека, например, таму, Нова Македонија, Нова Шведска, Вечерна Шведска, ово она, плаќаат на агрегаторите за да се појават? Не. Корисниците плаќаат на агрегаторите, а агрегаторите делот, 80% кажем од приходите, ги усмеруваат према медиумите, према тоа кои се најкликани, кои се најчитани. И тоа е единствениот исправен пат што ќе дојде овдека можеби за 50-100 години. И сега Reuters има истражување за сите држави во светот како тоа се движи subscription, претплати и ово. Меѓутоа у Шведска имам таму, кумот ми е таму како да кажам, и некоја агенција или држава или поема немам, поддржуваше стимулирање на читање домашни вести. Таму, например, примањето на вести преку социјални мрежи е 10%, у Македонија е 60%. Мислам, таму има билборд, кај што пишува, се парафразирам, само селјаци и копуци читаат вести на Facebook. Вау! Сега не со тие зборови. Добро, ама парафразиран. Да, парафразиран. Како си нормален човек, читај си директно, не види. Види, има една работа дека партиите имаат ангажирано неколку илјади ботови, и едната и другата и страна, кои ги плаќаат тоа да го прават така како што го прават, и тоа го прави за 5-6.000 денари, и те корне, се расправа, те тепа. Да, ама едукација фали. Јанко,
медиумите не ги едуцираат своите читатели. Сите се зависни од Facebook и всушност гледа се што се деша. И имам другар, викаме, ти Грид читаш? Да, бе, вика, имам лайк стиснато на Грид. Молим, имам лайк, бе, вика, тоа значи готово. Што готово? Што читаш ти со лайкот, кажи ми, на Facebook? Он те лайкал. немаат појма, бе, немаат појма што е што. Така е. Така е. Таа едукација ние, знаеш како, као дете кое телото ќе му порасне побрзо од скелетот, така и кај нас. Експанзија на медиумиве многу напредностна едукација. Така е. Фејсбукот им е интересен заради вестите, оти му дава можност да ја коментира веста. А им даде можност секоја шуша да глуми дека е уредник, дека е мислител, дека е филозоф, и тоа е демократија. И они повикуваат на револуции, они повикуваат на протести, они повикуваат спасете куќиња, они повикуваат утепајте куќи. Мислам, неверојатно е. И, знаеш што, мислам дека ќе дојде едно заситување и конечно. Да. Тоа е транзиција. Тоа е као техномузиката 90-ти години, сета вулгарност кога експлодира, мислиш дека немаше да се изроди ништо сагла музика, спласна, падна. Најверојатно и со оваа генерација, новата, бидејќи новите генерации па не ги користат више Facebook и медиум. И Facebook медиум ќе стане за пензионери. Јас зошто им викам на мојве гледачи пензионери што за 20 години од матура, 40 години од матура се организира. Таму ќе се најдете перфектна работа. Еве ја да си го гледам, имам прв братучето у Макарска, како ќе го видам. Така. Најдобро е мислам неверојатно, да, али за информирање, она што не интересира, спорт, вести, ова се случува, она се случува. Си одиш на медиумот, ќе си читаш. Добро, како крпиш тогаш крај со крај? Ова е сега тено мраз прашање. Ние сме голема екипа. Сега сме 60 души, да кажеме. Веќе не е тоа... Со се редакциите на порталите? Добро? Тоа е као една поголема телевизија, кажеме. Че имаме новинари, сниматели, студија, режија, програмери, дивизија за социјални медиуми, мора да имаш, сакаш, не кеш. Нели? Продажба и така натаму. Продажба? И продажба на реклами. Тоа се вика. Маркетинг, е по-старски кажам. Ние реално продаваме вести во Македонија. Макфакс продава вести, зашто Макфакс е најголемиот производител на вести. Така. Макфакс ги ја произведува веста, а, например, 40 медиуми ја земаат. Затоа Макфакс не може да функционира со 20 новинари. Мора да има 30 новинари. И всушност Макфакс е најголема новинска агенција во државава и најрелевантна. Мислам, пак е, глупаво ја ова што кажам, али нели релевантноста и големината се мери спрема тоа колку пати те превземале. Ако тебе те цитира еден медиум, таа е таа релевантност. Така, ако 40 медиуми викаат као што пишува Макфакс, и ако странските новински големи агенции и во регионот и во светот, например Deutsche Welle, само од нас купуваат. Да, ама знаеш како, од моје некој искуство, кој ќе видам еве вака банерче, они даваат 50 до 100 евра банер. А кај нас не проаѓа со таа цена. Не. Извини, не може, брат. Ја имам пријател што ти добро го знаеш, што има вебсайт многу познат, му дошле од голема компанија, му рекле: "Брат, дај ме 50 евра за месец дена." Вика, ја ги гледам, а знам дека немам платено струја, дека ова, дека она, вика, дај. Ние кај нас не проаѓа тоа. Нема да има реклами, ама не проаѓа. Доаѓале маркетинг агенции да ти соблечат гаќи. Ама чим има 200 портали, цената ќе паѓа. Ама чекај, не може у Струмица Ньюс, он ќе дае. Сака овдека да биде. Така. Тоа е тоа. Не, ама се спушта општото ниво. Дали, не знам, тоа анализи се, тоа треба да се направи. Ама лектор кој има, ај кажи ми, кој медиум? Ако би биле построги во критериумите, кога наместо сите 220 да им се дадат еднакви шанси, да елиминираш типови како јади бурек, да не се појавува, и нека има едно 30 главни, кои имаат и редакции, кои имаат све, и работи со нив, терај со нив. Јанко, ти на апликација, ако ќе ги избереш сите медиуми, од 30 или 40 ќе ти се покажуваат. Значи, од најрелевантните.
Дали имаш ти статистиката што бираат? Како немам, све имам. И викаш Макфакс е најштиклира. Макфакс е најпренесуван. Конкретно, Сител сака да дае вест, зима од Макфакс ја пренесува. Од нас зимаат телевизија, зимаат други медиуми. Го наплатувате тоа, како другите? Значи, вака се, ова е транзиција. Ние наплаќаме од некои се уште крадат. Македонија е крај на тоа. Државата не го регулирала. Ќе се регулира тоа наскоро. Ја не верувам сега тука. По тоа прашање сум песимиста. Ама сам да кажам дека тоа кошта. Што ти да преземеш, он купува од мене 130 вести дневно, например. Што најмногу се чита? На Макфакс? Да. Не, вака кај нас. Вака сега, полека почна, последниве месеци, забавните категории статистиките велат дека забавните категории се почитани од политичките. Долго време не беше така. И сега иде и мислам дека тој процес е иреверзибилен. Фала ти, Господи! Да. 3 пати да се прекрстам. Да. Од 103 го зборамо. Готово, дојде времето. Значи, фала Богу. Да. Ова е позитивна работа. Да, ова е позитивно за сите, не се изгледа луѓево. Па затоа и на М-експрес мотото, нели? Ама тоа е тоа. Така да. Кај го ставив ја? Али не е важно. Али све у свему. Кажи? Све у свему одлично е. Така да едноставен е сајтот, на мобилен е неверојатно добро изгледа на мобилен. Да. Ова е една многу модерна тема, зборам сега вака тема ја викаме, нели, као дизајн. Лобаво бабски купањи на Санторини. Ема не можеш да не отвориш. Имаш ли некоја луда фаца таму што ти работи? Имам откачени. Имаш откачени типи? Имам. Да. У Репортер се најоткачените типови, мислам тие се стварно си ја сакаат работата, гинат, работат сабота, недела, види, државен, верски празник. Најтешка. Камерно да пренесеш нешто е лесно по мене, или трагично, или ова. Ама ти малце хумор да му ставиш. Тоа. Океј. Така. Како и секогаш, вистинско задоволство ми е со тебе. Поздрав до тебе и до екипата. Навистина ме радува и ова е една позитивна промена. Ви посакувам многу успех. И не знам што да кажам. Стварно ми изненадуваш, веќе не можам ни да предвидам што иде иднината, а за тоа не зборевме. Тоа ќе збориме во септември. Ајде. Океј? Фала на поканата, Јанко, ми беше мене задоволство и баш ми е драго што сите и нови производи баш во оваа емисија ке тебе ги промовираме и ги презентираме, зашто немаш конкуренција реално и да сакам и да не ќам. Вака, едно да јас што се перцепирам мојата разлика од другите медиуми. Јас сум благодарен, знаеш како обично новинарите, добро, јас ќе ти испромовирам, дојди тука, ова, јас ќе ти... Нема. Јас све што ти кажав пропадна у вода. Јас сум благодарен кога ќе ми дојде уметник, политичар, музичар, програмер, некој, затоа што ја ради него имам тема, имам што да презентирам. Ти си тој кој создава, не јас. Јас сум тука само да пренесам целата работа. Да, јас сум диџоке, ама не сум ја направил музиката. Не можам јас да бидам подобар од креаторот на музиката. Знаеш, ја ќе ја пуштам снеп, ама еквилайзерот го местиш добро. Толку. И тоа е некоја вештина. Океј, се согласувам, ама не може Тиесто да е подобар од болерото што го пуштил на Равел, нели, а го пуштил во Шеба. Уште еднаш честитки до тебе. Уште попријатно сум изненаден. Од прилика мислев дека ама навистина фасцинантно. Ви посакувам многу успех. Фала многу. Почитувани гледачи, ќе одиме со блок реклами, веднаш потоа ќе продолжиме назад во студиото со уште неколку